Од силно полициско обезбедување во Мелник се одбележаа 110 години од убиството на царот на Пиринот Јане Сандански. На семакедонскиот традиционален собир во негов спомен присуствуваа и претениците од ВМРО ДПМН, Сајковски, Ковачки и Мицевски, кои на Фејсбук објавија: македонски национален херој, војвода и водач на македонската револуционерна организација, кој до крајот на својот живот останал да се бори за самостојна македонска држава. Но не секој што сакал да присуствува на собирот успеал да помине граница. Професорот на факултетот за драмски уметности во Скопје Тихомир Стојановски тргнал за Мелник, ама стигнал само до граница. Тврди дека бугарите му забраниле влез со објаснување дека представувал закана за безбедноста на државата. Ние одиме во Пиринска Македонија на соборот на Јане Сандански во Мелник, но за жал не ми е дозволен влез. Како што ми рекоа, по протокол ми дадоа и документи дека сум загрозување за безбедноста на Република Бугарија, дека не ми се дозволува да влезам. Јас сум професор доктор Тихомир Стојановски, предавам на факултетот за драмски уметности и одам како културен гостин на тој собор. Им порача на бугарските политичари да ги признаат македонците. Дали некаде на друго место во светот се забранува култура? Тоа што единствено можам да го кажам дека не може веќе Македонија да попушта, да не дозволува македонците да ги имаат своите човекови права и ние да бидеме понижувани, македонците да бидат понижувани во тој Европски сојуз кој бара од нас да се откажеме од самите себе. Инаку бугарските медиуми изминативе денови пишуваа дека на Фејсбук се шири масовна кампања за присуство на македонци во Мелник. Нова БГ сподели дека се очекувало во Мелник за чествувањето на Јане Сандански да пристигнат неколку автобуси со, како што пишуваат, антибугарски настроени македонци. Значи тоа беше смислена кампања во бугарските медиуми за да се заканат на луѓето што ќе дојдат. Значи, ниту имало некакви автобуси организирани, уште повеќе антибугарски елементи, ниту имало нешто кое што било на кој начин ја загрозува Бугарија или нејзиниот демократски систем. Тоа е еден традиционален собор кој што ние го правиме веќе 35 всушност години, да, 35 години со некои прекини поради полицијата, но ние го правиме редовно, никогаш не сме правиле проблеми, секој пат луѓето што доаѓале се држеле достоинствено. Тежок е пристапот до соборот Мелник под блокада на бугарската полиција, проверка од чувари на коли и на документи. Предупреди вчера и Атанас Киријаков, председател на градскиот комитет на Илинден во Благоевград, но сепак денешниот собир помина без провокации. Габриела Лескова, Сител телевизија.